Премиерот Зоран Заев ја гарантираше изградбата на браната на река Отиња во Штип. Она што штипјани го посакуваат повеќе од 35 години, конечно можат да го добијат најдоцно до 2023 година. Изградбата е предвидена да трае од 2,5 до 3,5 години. Поделот на тоа проектантите што ми го кажа, јас верувам дека може и да се убрзат таквите постапки, се зависи од изведувачите. Многу е важно квалитетни да бидат изведувачите, некој пат компетативноста и лицитирањето со цените, некој за да добие одреден тендер паѓаат до тоа ниско ниво на мал дел или мала маргина на заработка која што ги доведува во тешка ситуација. Придобивките од изградбата на брана во Штип први го препознаа од Министерството за земјоделство. Изградбата на ова брана ќе придонесе за навремено обезбедување на техничка вода за индустријата и полевање на градското зеленило и заштита од поплави. Исто така ќе придонесе и кон развојот на руралниот туризам, диверзификацијата на руралните бизниси, до кои може да овозможат и дополнителни приходи на руралните населенија, но исто така спорт и рекреација за граѓаните. Браната е инвестиција вредна 7,6 милиони евра. Истата треба да биде насипна со капацитет од 3 милиони метри кубни вода и можност за наводнување на 200 хектари земјиште. За во иднина, Штип има големи планови за искористување на водата од оваа брана. Во втората фаза, веднаш после изградбата на овој проект, ќе ја разработуваме и можноста заедно со проектантите за производство на електрична енергија, доколку тоа е возможно на овој објект. А со тоа и објектот ќе стане самоодржлив. Очекувам дека оваа брана ќе биде една од развојните компоненти на Штип. Во моментов, Штип располага со завршен основен проект, со ревизија, а и инвестиција на општина Штип, студија за заштита на животната средина, која е во финална фаза, а е финансирана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во тек е доработка на деталниот урбанистички план за брана на река Отиња, кој што е во финална фаза.